Психоманија еве на улица Македонија, каде што има пролетен базар за мед и производи од мед. Како што напишав кај мене на профилот, дека медот е 700 денари, сега ќе провериме колку е медот и дали е 700 денари. Затоа што, како што ми кажаа мене, медот не е 700 денари, него е 500 денари. Што значи тој мене што сакаше ми продаде мед од 700 денари е или прекупец или лопов. Одиме да видиме каков е медот. Здравички. Која цена е медот? 500 денари. 500 денари. Да. Чист мед, вештачки. 500 денари од пчела. Вие сте производител? Да. Дали сте слушнале дека е 700 денари медот? Има некои го продаваат 700. Секој своја цена си диктира. Зашо е тој 700, а овој твојов е 500, пример? Тоа зависи колку количини имаш. Ако имаш помалку, го продаваш поскапо. Нема врска тоа дали е квалитетен, дали е органски, неоргански, со сируп? Секој мед од пчелар е квалитетен. Од пчелар? Од пчелар. Која е разликата помеѓу пчелар и медар? Тоа сами ќе се уведите вие разликата. Фала ти многу. Значи, одиме понатака да видиме другиве што ќе кажат и како ќе кажат, да видиме која е цената на медот понатака. Здраво, живо. Колку пари е медот? 500 денари. 500 денари. Не е 700. Не е 700. Не е 700, имам и од 600 денари, ама Каков е тој мед од 600 денари? тој е костен. Тој е од костен. Од костен. Значи е специфичен. Обичниот мед е 500 денари. Фала. Значи, повторно иде 500 денари, а не е 700. Така, значи имате право на вашиот Facebook профил што рековте дека зимаат ќар ради зголемување на цени. По мојата реакција е паднат медот на јас ке 500 ви денари. упатам костенот тако тука, колку рекоа е 600? 500, а костенот е 600. Ја ќе го упатам тука костен 500. Уште поевтин. Јас тоа сакам да го покажам порече, дека нормалната цена е 500 денари. Може ајде 600 за да Викендов од Богомила купив за 400. Мала шумадија. Да, купив 400. Ама не сте отишла вамо горе у Папрадиште. Види, што има и мала Софија едно мало, а другото мало има е мал Белград. Може таму да е 700 денара, за тоа не сум отишол. А вамо е 500. Сега ќе проверам кај сите. А костен е најдобар. Фала ти многу. Молам. Еве следниот медар да прашаме или пчелар. Добар ден. Само кажете ми која е цената на медот? 500 денари. Обичен мед. Да. Така? Не е 700 денари. Не бил никогаш кај вас 700 денари. Добро, пошто минатата недела јас имав пишано дека медот е 700 денари, пошто толку ми го понудија, ми го продава, нема етикети вакви. И затоа реков на првиот базар дека ќе проверам колку е вистинската цена на медот. 500, тоа е саемска цена, ти си. Така, фала ви многу. Значи, саемска цена на медот е 500 денари, што значи дека како у Богомила може да биде и 400. Која цена е медот? 500 денари. 500 и кај вас, така обичен мед ливацки овој што е. Ливацки шо. Некој органски мед или нешто така по специфичен да е поскап? Па не, таа е договорена најниска цена, ни толку да. Така, а највисока цена? Највисока цена, не знам. Може ли медот да биде ливацки мед, обичен мед, 700 денари? Сам може да ми бара некој илјада? Тоа си него. Али реалната цена не му е 700 денари. Реалната цена е 500 денари, така. 500-550 тука сега нешто има амбиција, но моментално е 500. Так. За наредна сезона ќе се види. Така, цената на медот обично се формира У септември. така и колку што знам јас била некој репер со сирењето. Кило сирење, кило мед. Па не е тај репер веќе, не е тај репер.
Се е малце поскап медот од сирењето. Ама не е дупло. Не е дупло. Добро, фала ви многу. И сирењето овче е веќе 400. Така. Значи Значи, му обед природ. повторно е Да. тука цената. Гонат се. Пробуваат некои во оваа криза, значи според луѓето како што може да се види, пробуваат на туѓа мака, на туѓ труд да се богатат или да профитираат. Добар ден, која е цена медот, дечки? 500. А од каде? Овој шумски од Преспа, Добро. од ДАП, значи природен, се е комплет. Така. Ова е ливадски од Преспа исто, Аха. од ливадата, и ова е од Зелениково Скопско. Така. Значи, без разлика дали е од Преспа или од Зелениково или овакво, е 500 денари. Да, освен тој шумски од СДАП Аха. и костен, Добро. што има костен, тој е 6. Тоа е 6. Во ред, фала ви многу. Сега да најдеме ево овој. Добар ден. Ме интересира овој мед. Која е цена? 500 денари. 500 денари. Што мед е ова? Кристализиран. Кристализиран, гледам дека е кристализиран. Ливадски кристализиран. Така, и е 500 денари. Не е 700 денари. Дали може да биде 700 денари? Може да биде. Зошто да не може да биде? А како се формира цената? За да биде 700 или да биде 500 како кај вас? Кажам, не сте. Аха. Добро, пошто ја минатата недела имав статус еден на Facebook, каде што влегоа некои најверојатно препродавачи или не знам што се расправаа со мене, кој им кажав дека 700 денара мед не може да биде во Македонија. Секој може да го продава колку сака. Така? И ние го продаваме тука према стандардот на луѓето. И затоа е 500 денари. Е така. Пошто јас викендов сега во Богомила купив за 400 денари мед, Има може ама и за тоа е 300, на лице место, не Да, така. Значи, го купив за 400, ги прашував и нив, као, можно ли да е 700 денари, вика, може да е, само кај профитер, вика, или некој што сака да алашвериш да. Да. Така, во ред, фала ви многу. Ја мислам дека е доволно, пошто сите ги, скоро на пола сме од Базаров, кај сите е 500 денари медот, значи не е 700, значи сум бил во право. Или сум бил во право, или по мојот статус ги смалиле цените. Ама кој што гледам, како што кажуваат луѓето, цените се 500 денари максимална цена на медот. Или 600 од костен, тој реткиот што е. Фала, се гледаме со друга анкета.